Пациентот Илјас Демири, со кого ноќва разговаравме, пред 10 минути почина. Александар молчеше и со внимание го слушаше докторот. Ранouтринскиот телефонски повик, ненаспаноста, односно заморот, очигледно си го сторија своето. Психичката секунда за реакција му ја претворија во психичка минута. Едноставно беше затечен. Не знаеше што да каже. Од неговото долго молчење, докторот доби впечаток дека соговорникот не е повеќе на линија и не го разбра неговото известување, па праша. Ало, господине директоре, инспекторе се извинувам, се уште ли сте на линија? Откако и овој пат од инспекторот доби краток и потврден одговор, докторот повторно праша: дали ме разбравте што ви кажав? Да, докторе, ве разбрав. Нека почива во мир, со смиреност во гласот, рече Александар. Откако ги слушна потврдните зборови од поспаниот инспектор, доктор Спасовски ја затвори телефонската линија. Примената вест за час го рассони поспаниот и уморен инспектор. Веќе беше потполно рассонет. Промрмори, прашувајќи се самиот за себе си. Сето ова се случи најаве или е само еден лош сон? За цело време лутав низ пустината, барајќи го Илјас, кој за цело време бил во пустината, а го пронајдов во болница. Собрали толку сила само за да ми ја каже вистината. Нашите патишта се вкрстија на крајот од неговиот живот само заради вистината. Не ми е јасно зашто јас бев тој одбраниот. Кој ме одбра? Немаше одговор на ниту едно од прашањата кои постојано си ги поставуваш. Уште крајот кој е најдобар. Кога мислите како јато гулаби му одлетаа една на друга страна. Дали гласот што ме водеше низ пустината беше гласот на истиот тој белобрад старец, на кој не му дозволи на грешникот Илјас да помине низ големата дрвена порта? Зошто не му дозволи да помине и тој? Што ако мене ми дозволи да минам низ големата дрвена порта? Јас внатре во замокот, освен зидини, не видов ништо друго. Не разбрав што всушност се криеше за таа голема дрвена порта. Оттука почнува секој крај или таму се сместени пеколот или рајот.